Добар ден, добре дојдовте на Слободен печат, започнуваат вести. Грипот ја зеде првата жртва оваа сезона. На клиниката за инфективни болести и фербилни состојби во Скопје е регистриран првиот смртен исход како последица на компликации од сезонски грип за оваа сезона. Починатата е 75 годишна пациентка, која ја изгубила битката со болеста во неделата, 3 дена пред официјалната објава на информациите. Клучниот фактор кој придонел за фаталниот исход е здравствениот профил на пациентката, која имала повеќе претходни хронични заболувања. На клиниката за инфективни болести се хоспитализирани околу 25 пациенти, од кои 20 се во критична состојба. Техничката влада мора да остане. Условите во општеството се како во 2016 година. Се наведува во денешното соопштение на СДСМ. Слободната волја на граѓаните, демократијата и фер избори не се прашања за политички пазар. Техничката влада мора да остане. Укинувањето може да се случи во оној момент кога општеството ќе биде спремно, а за тоа се неопходни реформи по европски стандарди, особено во делот на правосудството. Нека се договара ВМРО со дуј што сака. Ние договор можеме да правиме единствено со граѓаните. Наша обврска е власта да ја вратиме во рацете на народот, велат од СДСМ. Мој ДДВ не го дал посакуваниот ефект, вели директорката на управата за јавни приходи Елена Петрова. Таа вели дека мерката која беше воведена во 2019-та требало да доведе до намалување на сивата економија и секој граѓанин да го постави во улогата на даночен инспектор. Петрова сепак вели дека не е разговарано за укинување на оваа мерка. Започна целосната реконструкција на култната фонтана Лотос, сместена на влезот од градскиот парк Скопје. Еден од најпрепознатливите символи на градот и место со силна емотивна вредност за генерации скопјани. Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, истакна дека по години запуштеност фонтаната конечно добива нов живот. Реконструкцијата опфаќа целосна санација на самата фонтана со цел да ѝ се врати автентичниот изглед и функционалност, но и да се обезбеди незина долгорочна одржливост. Со надпреварите Франција, Чешка и Шпанија, Србија. Вечер од 18 часот почнува 17-тото Европско првенство во ракомет за мажи. ЕХВ Евро 2026 ќе трае до 1 февруари, за кога се закажани надпреварите за медали. На Европското првенство учествува и македонската репрезентација. За црвено-жолтите, ова ќе биде 9-то учество на еден еврошампионат. Својот прв настап избраниците на селекторот Кирил Лазаров ќе ги имаат утре вечер во 20 часот и 30 минути против Данска. Домаќини на најголемиот континентален ракометен собир оваа година ќе бидат Данска, Норвешка и Шведска. Ова е второ европско првенство што ќе се игра во 3 земји по првенството во 2020 година. На завршниот турнир ќе учествуваат 24 репрезентации. Покрај борбата за титулата европски шампион, ЕХВ Евро 2026 има и дополнително надпреварувачко значење, бидејќи првенството ќе служи како квалификацијски турнир за светското првенство во ракомет во 2027, кој ќе се игра во Германија. Продолжуваме со вести од светот. Иран го одложи погубувањето на иранскиот демонстрант Ерфан Солтани. Шефот на иранската дипломатија Абас Арагачи изјави дека Техеран нема никакви планови за екзекутирање на учесниците во масовните протести во Иран. Американскиот претседател Доналд Трамп предупреди дека ќе преземе многу силни мерки ако Иран почне да ги беси демонстрантите. Инаку иранскиот воздушен простор повторно е отворен откако речиси 5 часа беше затворен, поради што голем број летови беа откажани, одложени или пренасочени. Иран вчера го затвори воздушниот простор освен за меѓународните летови, што можеа да се реализираат само со официјална дозвола. Од вчера голем број земји ги предупредуваат своите граѓани да избегнуваат патувања во Иран или веднаш да ја напуштат земјата. Американскиот претседател Трамп ги повика американците да го напуштат Иран, а повлечен е и дел од персоналот во американската воена база во Катар, како мерка на предпазливост.
Германскиот воздухопловен гигант Lufthansa соопшти дека целосно ги укинува ноќните летови од и кон Израел, како и летовите за главниот град на Јордан Аман. Групацијата додаде дека ќе престане да ги користи воздушните простори на Иран и Ирак, наведувајќи ја актуелната состојба на Блискиот Исток како причина за сите овие потези. САД ги суспендира имигрантските визи за 75 земји, меѓу кои и Македонија, како и балканските Албанија, Босна и Херцеговина, Црнагора и Косово. Стейт департментот соопшти дека им наложил на конзуларните службеници да престанат да ги обработуваат барањата за имигрантски визи од наведените земји, според поширока наредба издадена во ноември, со која се заоструваат прописите за потенцијални имигранти кои се сметаат за јавен товар во САД. Данска објави дека го засилува војното присуство на островот со своите сојузници. Од Данското министерство за одбрана соопштија дека во рамки на војните вежби на Гренланд веднаш ќе бидат распоредени авиони, поморски средства и војници. Германија, Шведска, Франција и Норвешка веќе потврдија дека испраќаат војници на Гренланд. Инаку данскиот министер за надворешни работи призна дека САД се обидуваат да го анектираат Гренланд. Калас ке се пропие од мака за состојбата во светот. Шефицата на надворешната политика на Европската унија, Каја Калас, приватно им рекла на пратениците дека состојбата во светот значи дека ова може би е добар момент да се фатат за шишето. Еден од најновите потези на Каја Калас беше изјавата за медиумот Политико дека е подготвена да предложи нови санкции против Иран. Сите повредени лица и семејствата на загинатите во пожарот што избувна во новогодишната ноќ во бар во скијачкото одморалиште Кран Монтана во Швајцарија ќе добијат по 10.000 швајцарски франци, соопштија денеска властите на швајцарскиот кантон Вале. Во соопштението се наведува дека станува збор за итна, еднократна помош за жртвите од трагедијата во која загинаа 40 лица, а 116 беа повредени. Покрај тоа, донесена е одлука за забрана на употреба на пиротехнички средства на места отворени за јавноста. Поранешниот светски шампион во тешка категорија, боксерот Мајк Тајсон, наводно за време на посетата на Белата куќа во ноември 2025-та, му предал на претседателот на САД Доналд Трамп писмо со барање за помилување на раперот Шон Диди Компс. Диди беше осуден по 2 точки од обвинението за транспорт со цел проституција. Трамп потврдил дека го примил писмото од 56-годишниот музички продуцент и јавно соопшти дека Диди нема можност за помилување. Пијам млеко и затоа не правам грешки. Американскиот претседател одново мета на жолтиот печат. Претседателот на САД Трамп повторно беше фатен како ги одмора своите поспани очи. Овој пат додека членовите на кабинетот му објаснуваа за важноста на полномасното млеко. 79-годишниот претседател се осврна и на придобивките од пиењето млеко, тврдејќи дека токму тоа му помогнало совршено да ги положи 3 когнитивни тестови, кои во суштина представуваат скрининг алатка за деменција. И за крај временска прогноза. Денеска ќе преовладува сончево време со мала до умерена локална облачност. Минималните температури ќе бидат во интервал од -6 до -1, а максималните ќе достигнат од 7 до 14 степени. Во Скопје времето ќе биде сончево и тивко со мала облачност. Минималните температури ќе се спуштат до -5, а максималните ќе достигнат до 9 степени. Во петок ќе се задржи стабилно и потопло време со услови за појава на утринска магла по котлините. Во деновите од викендот ќе има зголемена облачност и повремени локални врнежи од дожд. Гледавте вести на Слободен печат, благодарам на довербата. Повеќе информации побарајте на нашиот сајт.